Резолуцијата на Филипче ќе добие конкретни забелешки од владата по завршување на изборите. Сепак премиерот Мицкоски смета дека СДСМ на ваков начин се обидува да ги наруши меѓународните позиции на Македонија, а го повтори тврдењето дека документот содржи историски фалсификати. Без гаранции од Европската унија, Мицкоски вели дека не му паѓа на памет да го промени уставот. Што со македонците од другата страна на таа граница? Што со нив? Ке се откажуваме или секогаш како влади од македонскиот народ во соседството и на секаде во светот, тоа јас нема да го направам. Само треба да го применат она кое што го донел Европскиот суд за човекови права во Страсбур, кое што е европска темелна вредност. Да може Омо Илинден Пирин да функционира како здружение на македонците во Бугарија. И со тоа ќе се стекне Омо Илинден Пирин со право да представи свој човек во Министерскиот совет за малцинство во Бугарија, како што имаат евреите, ерменците, турците, ромите и така натаму. Заслужиле македонците кои што според пописот во 56 година биле мнозинство во Западна Бугарија, а во 65-та магично 200.000 исчезнуваат, во следниот попис, да имаат свој представник таму. Од СДСМ пак преку соопштение велат дека е добро што ниту ВМРО ДПМН, а и ниту една друга партија не ги отфрли црвените линии. Од партијата ги негираат тврдењата на премиерот дека документот содржи историски невистини и велат дека се отворени за било какви конструктивни забелешки, кои ќе придонесат Македонија конечно да изгради консензус за прашање од национален интерес. Оставаме време, како што кажавме, да ја разгледаат. И уште еднаш ќе напоменам, и мислам дека овај апел ќе стигне до сите, затоа што станува збор за предлог резолуција, која што е за обединување, а не е за разединување и најмалку за политички препукувања. Документот кој вчера го презентираше Филипче содржи 10 точки и временска рамка до 10 февруари за спроведување на уставните измени. Јазикот, идентитетот и историјата се црвените линии за кои не се преговара, но резолуцијата не предвидува напуштање на преговорите со Унијата при ново бугарско вето. Од Демократскиот сојуз пак бараат партиите да престанат да носат резолуции кои не се обврзувачки за никого, а Македонското собрание да испрати барање до Унијата. Историјата, идентитетот и јазикот да не бидат основа за блокади, а Бугарија да ги спроведе пресудите на судот од Страсбур. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.